Добар ви ден, почитувани гледачи! Ве поздравувам и ви упатувам еден голем поздрав од комплексот Етно село Тимчевски заедно со целиот тим и тимот на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија. А затоа што сега е летен период и знаеме дека вријат пазарите од зеленчук, нема нешто што нема. И затоа се досетив на една многу стара рецепта, кој што и вас ќе ви биде примамлива, која што се нарекува чорбаџиска манџа. Сега, од каде името чорбаџиска манџа? Се знаело дека оваа манџа можеле да ја јадат само чорбаџиите, затоа што е многу издашна, што би се рекло. Погледнете колку потребни состојки има за оваа манџа. Значи, богата, од пиле млеко што се вели во манџата. А наредниот ден, тие што слугувале, аргати, помошници и така натаму, доаѓале на угризина. Тоа што значи? Тоа што ќе останело од денеска, што чорбаџиите не го дојадувале, наредниот ден аргатите го јаделе. Сега, драги моје, време кога сите може да јадат една ваква чорбаџиска манџа. Зошто? Затоа што имаме сите во фрижидерите од пиле млеко. Така? И сите овие состојки што ќе ви ги кажам за оваа чорбаџиска манџа, верувам дека дома ги имате. За една доза, што би се рекло, за едно семејство 4-5 члена, вас ќе ви биде потребно половина килограм свинско месо на коцки. Сакате од врат, сакате филе, сакате од буче, од каде сакате. На коцки ситно сечкано. Ке ви треба масло за пржење, пошто оваа манџа се пржи па се динствува. Ке ви треба 300 до 400 грама печурки, 5 јајца, 2 патлиџани ситно насечкани, 100 грама сирење, 3-4 чорбаџиски вакви големи пиперки, тоа е ајварки, нели? Порано ги викале чорбаџиски затоа што биле меснати, големи, се што било големо, полно, богато, се било чорбаџиско, нели? Ке ви треба една главичка кромит ситно сечкана, малку лукче. Од зачини ке ви бидат потребни бибер, мешан сув зеленчук, сол, црвен пипер, магдонос, шарена сол, буковец, реков и уште малку масленци, тоа нека биде по потреба, и врела топла вода, нели, за надополнување на мастравот. Ке ви треба едно тенџере и едно тавче. Значи, тавчето го ставам на загреана риндла. Прво правам тоа. Ставам масло, така, и го ставам свинското месце да се пржи, посебно. Така. Оно да си се пржи, а во тенџерето ќе ги редам сите работи лека полека. Го ставам и тенџерето на загреаната рингла, ставам масло, да го покријам дното, ама убаво да го покријам. И ставам една главичка сечкан кромит прво. Ете така. Да се запржи кромитот, во меѓувреме ќе ги сечкам пиперките на покрупни парчиња. Значи, ова чорбаџиска манџа треба да има така крупни, големи парчиња, да се препознава се. И пиперките, еве, гледајте од прилика колку треба да бидат големи парчињата.
Шубаво си мириса. Додека јас сето ова го пржам, и мефцето ќе се испржи. Сега како сечкам, така редам. Нека има. Нека има. Ке го ставам пиперчето и ке си промешам. Па пак друго пиперче. Со црвени пиперки, да ви кажам, многу е поубаво. Знаете колку е поинако вкусот. И овие се меснати, нели, како овие се за ајварки. Така. Епа да ви кажам, знаеле што е да чорбаджиите, а? Ние сме денеска секој на себе чорбаджија, да ви кажам. Секој на себе. И чорбаджиите, и поимотните, и поинеимотните. Сите пијат кафе, сите јадат месо, сите јадат пиперка. Тука нема разлика. Дури како велат дека треба да ја јадеме храната од нашето поднебје, нашата традиционална кујна, на која што ние сме учени, така сме пораснати. За морската храна, која ќе одите на море, за тие што сакат. Еве сега и последната пиперка ја сечкам. Сега ја ставам и последната пиперка. И повторно промешувам. Ќе оставам убаво да се испржи. Во меѓувреме, печурките ќе ги насечкам на пола. Но пред да ги додадам печурките, ќе го ставам лукчето. Море неколку чешниња лук, нека има лук, поубава е манџата кога има лук. И ќе го ставам црвениот пипер, а потоа ќе ги ставам печурките. Туку да се ги насечкам јас, да ми бидат подготвени. Шампиньони, ова можете да ставите буковка, можете да ставите вргањ. Значи, што можете да земете и што можете да најдете, тоа ставите. Така. Еви мефцето почна веќе. Сега ќе започнам со зачините. Најпрвин ќе ставам сол. 1 прстофат, кај кромидот и кај пиперката и кај мефцето. И малку мешан сув зеленчук, исто така кај мефцето. И тука малку. И малку биберче, само кај кромидот и пиперката. Треба уште да се пржи, затоа што дебела е пиперката, бара уште да омекне. Ајде мефцето да го промешам. Ова е кревко, младо мефце и брзо ќе биде готово. Ајде така. Еве го лукчето и тоа вака ќе ставам неколку чешниња, цели, исчистени. Ова е домашно лукче, да ви кажам. Ова е од бавча. Затоа е вака мало. Така, нека има.
Сега промешувам пак. О, да, еве, пиперката веќе почнува да се топи. Така. Значи, буквално кога ја правеле чорбаджиската манџа, се што имале, во кујните се ставале во неа, за да погодат. Така. Сега, ќе му додадам црвен пипер. Ова е баш добра идеја за еден семеен ручек. Или вака па гости која ќе ви дојдат. Како замириса. Како замириса и црвениот пипер која му го додадов. Убајме. Леле. Така. Одлично. Сега веќе ги додавам печурките. Сега они ќе пуштат многу вода. Многу вода ќе пуштат и ќе почне веќе од пржење да се денствува. Така. А потоа ќе го спојам и месото со целиот мастрав тука. Ако се поголеми, значи на 4, ако се помали, на половинки. Морам да мешам. И треба да намалам. Еве веќе се од црвениот пипер и од црвените пиперки, белите печурки веднаш станаат црвенки. Сега ќе намалам малку, така. Ќе чекаме, значи, они да пуштат својата собствена течност. Мислам дека овие се од помалите, да ги проверам само, мислам дека се добри вака. Супер. Ајде да видам да не ми загоре сето ова. Добро. Сега ги ставам и овие печурки и ќе налеам малку водичка. Да почне убаво да си крчка. Така. Од прилика ставам околу половина литар вода. Вие имајте си 1 литар вода до вас и после ова постепено ќе си додавате. Ете така. Да го проверам месото. Уште ќе му треба на него, нека си се прши, ќе му фрлам и 1 лупче, 2. Сега добив идеја тоа да го направам. Да. Ете така. Ќе го ставам ова, значи едно 15 на минути да си искрчка и потоа продолжувам со останатите состојки. Сега ми... Леле, како, значи, го погодив лупчето што го ставив кај месото. Цело каков мирис пушти. Сега е време со се маста што го пушти месото и со се маслото да го префрлам во тенџерето. Мераци, таа рингла ја исклучувам. Добро. Сега промешувам. Така. И сега, овде го додавам патлиџанот. Гледате како убаво крчка. Време му е патлиџано да го ставам. Така. Сега ќе пробам.
колку треба да додадам бибер, мешан сув зеленчук, буковец и останатите зачини. Значи, ова сега треба да се крчка, драги мои, се додека маслото не излезе од озгора. Значи, не знам за колку време ќе биде ова, ама не може да биде скоро. Значи, сигурно треба скоро 1 час тоа да го правиме. На тивко, може и ќе го покриеме. Ми фали, значи, вака. Ми фали уште малку сол. Така. Мешан сув зеленчук. Така. Ми фали сега буковец да додадам. Така. Буковец. И триената сол ќе ја ставам веќе на крај, кога ќе биде ова убаво искрчкано. Тогаш ќе му ставам сирење, ќе го издробам со рацете, ќе му ги ставам јајцата горе и седни, јади, уживај, спреми една векна леп или дома направете си едно лепче. Убавини. Ајде сега да пробам, да видам. Зимам секогаш друга лажица. Знаете што ќе направам? Уште лук ќе ставам. Да, целото ова ќе му го ставам. Убавина. Не, ај, доста е, па да не претерам. Да не претерам. Така, и макдоносот на крај ќе го ставам. Сега го намалувам ептен, значи, ако е 9 максимум, ќе го ставам на 5. Ќе му додадам уште малку водичка. Ете така. Мераци. Сега нека си крчка. Ете така. Со вас се гледаме, драги мои, откако ова ќе биде искрчкано и маслото горе, кога ќе почне вака да се шета по површината на тенџерето. Верувам дека веќе е готова, подготвена за следната постапка. Еве можете да видите. Еве таман. Да видите точно колку треба течност да остане. Значи целиот зеленчук само и месото да биде покриено. Ако има отпој, ќе доварете го. Значи кај нас е, еве го, покриено. Таман толку треба. Сега го ставам сирењето. Вака го дробам. Така. И од озгора ќе му ги скршам јајцата. Сега веќе нема мешање. Значи веќе немаме мешање. Тоа е многу важно да го знаете. Го оставаме веќе така, на тивко, и кога ќе ги скршам јајцата, само го протресуваме тенџерето, исклучуваме, покриваме и 10 минути, таман додека си ја поставите масата, ставите салатка, шо и да е, тоа ќе биде готово. Така. И од озгора ќе го ставам макдоносот, а и ќе ставам малку триена сол. Врз јајцата. За мерак го ставам макдоносот.
Така, леле, убави ми. И само вака, благо притискам да влезе макдоносот. И тоа е тоа. Чорбаджиската манџа е готова. Одиме сега да ја поставиме трпезата и да ја пробаме. Значи го затворам, исклучувам и го оставам 10 минути таман на тивко да се докрчка. Останете со вкусот на традицијата. Драги мои, ова е празник на трпезата. Јас ја нарекувам и свечена трпеза, затоа што имаме чорбаджиска манџа. Ајде да видиме што јаделе чорбаджите. Леле. Нема што нема во неа. Ја послуживме со лепче, пиперчиња со луки со макдонос, салатка. И да ви кажам, многу важен момент токму за ова ми е лепчето. Затоа што ова е идеално нешто да си мацнете. Лудница колку е добро. Епа на вистина биле во право знаеле што јадат, леле, колку е ова вкусно. Месото. Лапни голтни. Сосот од патлиџанчето, пиперчето. Многу интересно и сиренцето внатре. Секоја чест за оваа чорба. Неверојатен спој и на макдоносот, лукчето. Значи со сите зеленчуци што ги има внатре. За мене ова е еден од најбогатите вкусови што воопшто досега сум го направила и сум го пробала. И јајцето исто така си има своја улога овде. Браво, секоја чест. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Направете ова чорбаджиска манџичка, уживајте во вкусот. Богат ручек имате. И велат дека на нас луѓето неверојатно колку малку ни е потребно за среќа. А зошто тоа токму малку секогаш ни недостига. И на нас крајот не може да се фати. Се гледаме, уживајте, довидување.